Страшен пожар во куќа на улица Богдан Каракостев од левата страна на градот во високите зони. Околу 13 часот денеска се запали куќата на семејството Асанови. Внатре се случи вистинска трагедија. Жива изгоре сопругата Джева на возраст од околу 50 години. Таа била хендикепирана и не можела сама да го напушти домот. Први на помош притрчале соседите, но било доцна. Огнот брзо се проширил и тие не можеле да ја спасат жената. Истечав нагоре и гледам пламенот натре, сакав да влегам натре, ама не можев и да спасам, не можев, знаеш. Гледам никако огоно во мене скокна и почна да пука струјата да почна. И сакав да влегам натре, знаеш, и не можем, му викам, што да преме, отига ајде цревата, почнам да гасиме, отидев таму, струјата да кинам. Сопругот на Джева и синот биле на градскиот пазар, барале работа за дневница. Кога пристигнале се било готово. Во тага изјавуваа дека семејството живеело во слога. Сега само еден момент целосно им ги преврте животите. А не сум вишо што има унатре, дали е женаво унатре, дали умрена, дали е запалена, дали е однадена, не знам ништо. Се уште знаете дека животот не ми е мене за налетна кај куќата. Мене ми е животот за домаќинкава. Тука, кога дојдов, значи, она беше скрос изгорена и голем пожар имало. И не може никако да се спаси. Оддалеко сум вишел од пазар, но не можеш да трчаш, веќе снагата не ти оде. Ко може нешто да ни помогнате за материјал, нешто за да се направиме некој дом. Вака не може да се живее. На лице место брзо пристигнале екипи на противпожарната единица, сепак непристапниот терен го направил своето. Возилата морале да ги остават многу далеку. Пожарот го гаселе со вода од градскиот водовод. Истовремено, лекарски екипи само ја констатираа смртта. Испитувањата дополнително треба да ја утврдат која е причината за пожарот. И во приступачноста на сокаците, каде што не може возило да дојде на лице место, пожарникарите успеја, оставајќи ја колата доле докај што можела да оди, се качи горе и помогна со водата што се наоѓа во дрвенската вода, значи од чешмата, цревата, што се ги искористија за гасење на пожарот. Значи кога е дојдено веќе кровот бил паднат, така да брзо ширење на пожарот, од што е запалено тоа ќе устанува инспекцијата, значи пред. По несреќата жителите од тој дел на градот апелираа до надлежните да се направи пристапен пат за побрзо да се реагира при вакви случаи. Би требало тогаш ако се направи нашиот пат ако се усвои, зашто тука ете направено нешто се бетонирало, ама многу малку. Значи владата не може секаде. Владата не може секаде. Денешниот не е прв случај од ваков тип во овој дел на улицата Богдан Каракостев. Истото се случи и пред неколку години. Ние не сме убиците, а ова е случај монтиран од јавното обвинителство. Вака браќата Ѓорѓиевски и гастарбајтерот Петровски се бранеа пред судот на почетокот од процесот платено убиство во Велешко Ореше. Сметаат дека во случајот се замешани повеќемина кои сакаат да ги сокријат сопствените криминали. 7 години ја ги кажувам 8 тие имиња, никако никој да ги онакува. И обвинителката Темелковска уште си продолжува како да не збори, значи истото го правеше Ивица Ефремов. Она си продолжува со истото, тотално со истото, не темпо. Значи и она е врзана. Ние се чудиме зашто не му покренува тужба, не му покренува против Велјо Арцовски. Значи целиот случај се темели на Велјо Арцовски, Апцев Никола, Гоце Павлов, Велешаните, да им се покријат криминалите, ништо друго. Праќав пари за црква, за помош, за све су праќал пари. А од ова немам никаква појма и од мене толку. Скаран ли беше со убиениот? Не су бил со никого не су бил скаран. Ја на суте су им помагал. Па зошто ти го правил? Па од кај знам ја, од кај знам, појма немам. Ова се наместена работа, све. Во своите искази, обвинетите посочија дека во убиството на старецот се замешани и негови блиски роднини. Нема у тоа никаква вистина, нема, ама во апсолутно никаква вистина во тоа. Ние не сме тие и не можеме да монтираме некои работи што не се, нели, што не се прилагодни. И нема таков човек кој што може да монтира такви работи.
Сепак се работи за убиство, не може тоа да се монтира. Кажуваат сите до еден дека навистина е смешно ова што се и тажно што се прави со нив. Толку време притвор, 6 години предметот, а навистина ниту еден материјален доказ. Луѓе, немаме пушка, немаме парафински ракавици. Според Ѓорѓиевски, случајот повторно се води како и претходно, но токму таквиот однос за решетки ги ставил судијата и јавниот обвинител. Инаку случајот е по 4ти пат во судница. Претходно обвинетите беа 2 пати осудувани по 12 години затвор, а во третата постапка добија ослободителни пресуди. Градоначалникот на Струмица Зоран Заев денеска ги посети настраданите патници од вчерашната несреќа во Велешката болница. Тој им понуди финансиска помош на повредените, бидејќи како што рече, сега тоа им е најпотребно ним и на нивните семејства. Дел од помошта е финансиска за да се пребродат одредени состојби заради тоа што меѓу нив има столбови на семејството. Секако доми има деца, внучиња кои што треба да се пребродат. Еве видов 2 жени кои што одат на терапија, хемотерапија заради други видови на здравствени проблеми и овде апсолутно застанува животот и за семејството и за нив. Должна е општината секако да помогнеме за да целото тоа се преброди. Заев рече дека тој не е надлежен да зборува за тоа како дошло до несреќата, но потенцираше дека институциите мора да се заземат и да ги откријат вистинските причини за неа. Инаку во Велешката болница се уште се лекуваат уште десетина патници кои вчера утро настрадаа во сообраќајната несреќа што се случи на еден од железничките премини во Овчеполието. Тие се наоѓаат во стабилна здравствена состојба и по третманот во болницата ќе бидат пуштени на домашно лекување. Се цементира делот од улицата Браќа Попјорданови во близина на градскиот сад, која ги спојува улиците Владимир Назор и Коле Неделковски. Последните 50 на метри беа како од турско време, послани со калдарма, која беше во многу лоша состојба. На овој начин ќе се санира и ќе стане подобра за користење. Според работниците од фирмата изведувач, ако дозволат временските услови, градежниот зафат ќе биде готов денеска или евентуално утре. Во спротивно, можно е да потрае неколку денови. Модерното време со себе носи новости и нови промени. Ако некогаш улиците во Велес сите беа со калдарма, денеска во историјата заминува последната калдармена улица. Оваа уличка, која е некраткиот пат до Малото Мовче и левата страна на градот, за голем дел од жителите на Којник и околните маала, беше многу често користена. Посебно голема е фреквенцијата на граѓани во пазарните денови, токму тие реагираа затоа што калдрмата беше премногу лизгава. Во зимските месеци или на дождливо време често се случуваа незгоди. Сега граѓаните веруваат дека одовде ќе поминуваат многу побезбедно. Председателот на Советот на општина Велес денеска во локалната самоуправа го прими Златко Василковски, велешанецот кој над 15 години работи во Соединетите Американски држави како професор и научник на полето на медицината и добитник на многу награди и признание со светско реноме. Тој во земјава е на покана на Македонската академија на науки и уметности, каде одржа предавање за неговата докторска теза за кинетиката на виткање на протеините. Денеска пријатно изненаден од вниманието на локалната самоуправа. Пријатно сум изненаден што сум овде, не очекував таков добар и пријатен пречек, мислам, јас дојдов онака спонтано. Пред неколку денови одржав предавање во Ману, ме поканија да одржам предавање поврзано со мојата докторска теза пред 15 на години. Кога работев на неа, некој од пријателите родните Велес раздаде дека доаѓам, па го организира и ова што е наистина пријатна средба за мене. Василковски дипломирал на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, а магистрирал и докторирал на Туфтс во Бостон. Потоа завршил уште 2 постдокторски студии. Над 15 години работи како професор на 5 реномирани универзитети во околината на Бостон. За жал, вели дека таму македонските студенти ги има многу малку. Мислам свитно уште. Би било драго, доаѓаат понекогаш се случува студенти од Македонија и доколку имам шанси или доколку некој ме извести или контактира да во последно време мислам дека има повеќе или почесто. Мислам тоа се релативно мали број од 1-2 годишно.
А инаку, предходно да, исто сам период, не сум сретнал, конкретно во моите часови никогаш не сум сретнал никој од Македонија. Примерот на Василковски треба да го следат младите. Тие можеби овде немаат толку расположливи ресурси, но со труд и со работа може да се достигне научна надоградба. Со самото тоа да му искажеме нашата благодарност уште еднаш, меѓутоа и да посочиме на неговиот позитивен пример и за Велешани, и за младите генерации, да ја развиваат својата научна мисла, да се едуцираат толку колку што можат повеќе и да придонесуваат за развојот и на Македонија, меѓутоа развојот и на светската научна мисла. Како знак на благодарност, општината му подари неколку сувенири кои ќе го посетуваат народниот град. Баскер фестивалот, одбележување на денот на просветата 24 мај и 51-то издание на Рациновите средби. Ова се трите културни настани со кои општина Велес ќе го збогати културниот живот во градот во пресрет на летото. Поучени од минатогодишното искуство, надлежните решија и овој пат во Младинскиот парк да се одржи второто издание на Баскер, фестивалот на алтернативна уметност, кој е вистинска атракција за публиката. Уметниците ќе настапат на импровизирана сцена во Младинскиот парк во првата недела од јуни. 20 на уметници од несекојдневни уметности, од голтачи на огин па до жонглери, акробати, музичари да го исполнат Младинскиот парк и да ја привлечат публиката. Како дел од културното живење во градот, општината планира да го одбележи денот на просветата 24 мај. Тогашна свеченост ќе бидат поделени награди за најдобрите просветни работници, но се планира и културно-уметничка програма. Ќе го празнуваме доколку ни дозволи времето на отворен простор, ќе ги врачиме наградите на најдобрите просветни работници и ќе се одржи концерт на ансамблот Керамичар со нивните гости од Босна и Херцеговина. Како финале на културните настани ќе биде одржувањето на 51-то издание на Рациновите средби со нов, поинаков концепт од досегашните, со цел манифестацијата да го подигне интересот кај публиката. На 13 започнуваат Рациновите средби и се многу различни од сите досегашни што сме ги виделе, за да кажеме на јавноста во цела Македонија дека годинава се обележува голем јубилеј, 75 години од печатењето на збирката Бели мугри. Освен овие, во градот ќе се одржат и традиционалните настани, како фестивалот на античка драма во Стоби, вардарската регата Гемиджи, фолклорниот фестивал и уште неколку настани кои традиционално се добро прифатени од граѓаните.